Еве, министре, како што се наближува крајниот рок за истекот на менување на личните документи, така граѓаните се понервозни за добивање на термин. Каква е состојбата во полициските станици, во оние полициски станици каде што се издаваат лични документи и еве дали имате информација кога е најраниот рок кој што може да го закажат граѓаните? Секако дека фреквенцијата е зголемена, не само оваа година, туку и минатата година имаме зголемена фреквенција на граѓани кои што бара лични документи. Ако направиме споредба, ќе дадам и податок за да имате и вие предвид. Некаде до 2019 година најголемата гужва, би рекол, или побарувачка била секако во месеците јуни, јули, август за промена на лични документи. Таа не поминува повеќе од 22-23 илјади. Минатата година имавме за истиот период месечно некаде над 50.000 барања за промена на лични документи и оваа година се движи таа бројка отприлике во таков еден обем. Како наближи летниот период, годишните одмори, имаме изголемена фреквенција, иако еве овие денови веќе малку опаѓа со тоа што во Скопје е и како најголем град и така натаму и побарувачката голема. Затоа сметам дека сите активности кои што ги превземаме се во насока да одговориме на барањата на сите граѓани. Затоа се воведени работа во сабота, воведени се сменски работи. Постојат градови низ државата во кои што навистина фреквенцијата е, би рекол, многу помала од другите места и кај што можеме многу побрзо да завршиме. Важно е дека производството на личните документи тече во континуитет и тоа е една од клучните работи. Многу, би рекол, помогна или придонесува тоа што за прв пат после 30 години имаме базни станици во дипломатско-конзуларните представништва кои што можат и таму да вадат лични документи. Тоа го намалува бројката која што и овде. Секако дека јавувањата, редот кој што се воспоставува, закажувањата за термини се на првите слободни термини кои што ги имаме. И зависно од град во град тие се такви какви што се. Најважно е од тоа дека сите ние кои што сакаме да добиеме термин или го добиваме термин, да го почитуваме тој термин. Бидејќи изместувањето на терминот значи проблем за целиот тој систем. Ние веќе во петокот одржавме една работна средба, инаку на дневно ниво со тоа работиме. Ке имаме наредниве денови одредени предлози кои што исто така ќе помогнат во релаксирање на целиот тој систем. Ако погледнеме до сега, скоро околу 1 милион граѓани ги смениле своите документи, значи динамиката е добра и секако дека со една добра организација ќе може успешно да заврши целиот овој процес. И што за оние граѓани кои што нема да успеат да ги променат, дали би се сносиле со некаква парична казна или било како и дали доколку еве има некои избори до тогаш би можеле граѓаните со истечени документи да гласаат? Значи нема да има никаков проблем во остварувањето на правата. Јас сметам дека според оваа динамика која што имаме ќе се успее успешно да се завршат сите тие промени на личните документи. Во ниту еден случај нема да стане збор за казнување на граѓаните, тоа нема да го направиме, ниту пак да трпат во остварувањето на своите права. Така да во континуитет како ќе се одвиваат состојбите, каква ќе биде состојбата генерално со промената на документите, такви одлуки ќе носиме, меѓутоа едно е важно дека одлуките секогаш ќе бидат во интерес на граѓаните. Добро, има ли според некој процент 11.000 документи дневно треба да издадете за да до крајниот рок бидат променети сите документи со старото име? Има ли капацитет МВР да издаде толку документи дневно? Секако дека постојат законски рокови во кои што треба да ги издадете личните документи. Ако бидеме како дел од граѓаните кои што ги имаме денеска да се сликаме и утре да го земеме документот, секако дека не може да имаме капацитет. Меѓутоа,
законскиот рок од 15 дена на добивањето на документот, во континуитет работи погонот за производство на лични документи двосменски, работи во сабота и во тој законски рок се постигнува да се издадат тие сите документи кои што ги имаме, така да во делот на активностите, на ангажманот кој што го имаат вработените, на динамиката е динамика која што е прилагодена за да успееме да ги издадеме сите лични документи.